Почитувани граѓанки и граѓани, почитувани другарки и другари, добар ден и добре дојдовте на оваа презентација на нашата денешна програма. СДСМ и коалицијата покажа на дело што значи негување и промовирање на демократијата, на човековите права, на слободата. Го вративме диалогот, ги залечивме раните од 2017 година и продолживме напред. Донесовме нов деловник. Нема веќе блокади, нема веќе закочени процеси, нема веќе трошење залудно на времето и парите на граѓаните. Реформите никој веќе не може да ги стопира. Следува вистинска реформа во правосудниот систем. Владењето на правото е наш врвен приоритет. Реформите во правосудниот систем се неопходни, место ќе има само за најквалитетните суди и обвинители кои ќе бидат професионалци со интегритет. Членовите на судскиот совет од фелата на истакнатите правници ќе се бираат со јавен избор и со учество на представници на граѓанскиот сектор. Место ќе има само за најдобрите и честните. Справувањето со корупцијата ќе го јакнеме и преку дигиталната трансформација на општеството. Преку дигитализацијата ќе работиме и на зајакнување на целиот систем со исклучување на субјективниот фактор во процесите. Дигитализацијата е процес кој нема алтернатива. Мора да бидеме во чекор со технолошкиот напредок, со цел да обезбедиме ефикасни, брзи и квалитетни услуги за граѓаните и деловните субјекти. Преку дигитализацијата ќе го подобриме и квалитетот на административната служба, преку оптимизација на државната управа и преку намалување на бројот на управните одбори и на нивните членови, но и намалување на институциите кои се поклопуваат во надлежностите, ќе ги намалиме трошоците. Институциите ќе ги доближиме до граѓаните. Дополнително, планираме формирање на мобилни канцеларии, посебно наменети за руралните средини. Услугите за граѓаните ќе бидат подостапни и со помалку трошоци. Ние ќе продолжиме да работиме за интересите на граѓаните. Почитувани другарки и другари, чест е да се биде председател на Собранието, но горд сум, многу сум горд што првиот закон како председател на Собранието што го потпишав беше законот за употреба на македонскиот јазик. Затоа што нашиот македонски јазик е нашата татковина. Така било и така ќе остане. Бисера, мојата колешка, со својата посетена работа покажа како се штити македонскиот идентитет, како се штити македонското културно богатство, кој се грижи за македонското природно, културно, материјално и нематеријално наследство. Бисера, појни. Да, Јован, изминативе години вложувавме во нашата културна и јазична посебност. За Социјалдемократскиот сојуз инвестицијата во културата значи заштита на културното наследство, заштита на нашиот идентитет, на нашата посебна историја и колоритноста на нашата култура. На 103 годишницата од раѓањето на големиот Коневски донесовме нов закон за употреба на македонскиот јазик, со која зголемивме неговата заштита и кирилско писмо, како и неговата правилна употреба. После 25 години добиваме инспекторат за македонски јазик, работни места за лекторите и го враќаме интересот кај младите за неговото изучување. Инвестираме во афирмацијата на македонскиот јазик и старото училиште во Љубојно прераснува во центар за промоција на македонскиот јазик. Работиме на целосна дигитализација на картотеките во Институтот за македонски јазик, основа за проектот кој го најавуваме – целосна дигитализација на културата. Во фокусот на културните политики на Социјалдемократскиот сојуз е враќањето на достоинството на културните работници. За 4 години ги покачивме платите во културата за 43%. Се обврзуваме дека секоја наредна година
платите во културата ќе се покачуваат за 10%. Работиме на нов закон за култура, современ, европски и квалитетен. Со 9 нови институции ја стимулираме креативноста, ја збогатуваме културната понуда за секоја етничка заедница. Култура за сите и култура секаде. Инвестираме во секоја општина и го поттикнуваме регионалниот културен развој. 90 милиони денари за капитални дотации за инвестициони проекти во областа на културата за единиците на локална самоуправа. Ставка која до пред 4 години изнесуваше 1 милион, се обврзуваме дека до 2028 година ќе изнесува 120 милиони денари. Универзална сала станува целосно функционална до 2027 година. Се обврзуваме буџетот за култура секоја година да биде се поголем. Во наредниот мандат превземаме обврска за воведување на делегиран буџет, со што институциите од културата на национално како и на локално ниво ќе имаат поголема автономија во насочување на средствата. Во изборната програма предвидуваме конкретни чекори за интензивирање на соработката и поддршката на независната културна сцена. За Социјалдемократскиот сојуз инвестиција над сите инвестиции во културата е заштита на културното наследство. Ја направивме првата реституција во регионот како резултат на меѓусекторската соработка која беше стопирана во 2013 година. Вративме дел од украдените икони од македонските цркви и манастири. Наскоро ќе ги вратиме и останатите 37 икони. Црквата во Курбиново, Скопскиот аквадукт, црквата Успение на Пресвета Богородица во Матејче, црквата Успение на Пресвета Богородица во Трескавец, сарајот на Нијази бег во Ресен се дел од долгиот список на заштитено културно богатство, чија реконструкција, санација и реставрација е започната, а ангелот од Курбиново е во финална фаза. Го заштитивме престижниот статус на Охридскиот регион во УНЕСКО. Ја подобривме и законската регулатива и режимот на заштита со целосно почитување на стандардите на УНЕСКО. Го донесовме законот за прогласување на Староградско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење, а интензивно работиме на нов предлог закон за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион. Продолжуваме со конкретни мерки за унапредување на статусот на Охридскиот регион. Културата достојно ја представуваме дома и надвор. Скопје ќе биде европска престолнина на култура во 2028 година. Културата е наше врвно добро и затоа најважно од се. Со Социјалдемократскиот сојуз македонскиот идентитет е зајакнат и потврден. Со Социјалдемократскиот сојуз култура има за секого и секаде. Со Социјалдемократскиот сојуз културата останува слободна, заштитена и афирмирана во Европската унија. Драги пријатели, изминатиот период постигнавме огромен напредок и направивме многу за нашата држава. Реформите ги почнавме. Постигнавме прогрес, воспоставивме систем кој почна да дава резултати. И тоа во сите области, а што е најважно, во делот на демократијата, човековите права, но и во однос на животниот стандард. Но тоа не е доволно. Не чека уште многу работа. Не смееме и нема да им дозволиме на оние без визија, без план и без идеја повторно да не вратат децении назад. Мора да продолжиме напред по патот што го зацртавме, а тоа е да ги донесеме европските вредности и стандарди дома. Како македонци, со свој македонски идентитет, со свој македонски јазик, култура и посебност, да влеземе во европското семејство. Да продолжиме напред и да не се враќаме назад во режим и во заробена држава. Ние имаме визија, ние имаме план, имаме програма за европска иднина. Да живее Европска Македонија!